Заврши есенските крводарителски акции во велешките средни училишта. Во 4 реализирани акции деновиве собрани се вкупно 131 крвна единица. 89 мина од дарителите за прв пат ја подале раката за да даруваат од драгоцената течност. Најголемиот дел од вкупниот број крвни единици биле собрани во средното стручно Коле Неделковски или 55, а поголемиот дел од дарителите, 35 мина, за прв пат дарувале крв. Од Институтот за трансфузиона медицина вела дека Велес традиционално се вбројува помеѓу најхуманите градови, кои најмногу придонесуваат на крводарителските акции и се вбројува помеѓу 5 најуспешни градови во земјава според бројот на собрани крвни единици на годишно ниво. Ние сме секогаш задоволни од одзивот на Велес, затоа што Велешани се еден град, да кажам, кој што традиционално е меѓу најдобрите во Македонија, заедно со Виница, години назад, дури до днешните 80 и некоја година беше и на југословенско ниво прогласен за најдобар град во поранешната Југославија, така што Велес има една огромна традиција за дарување на крв и мене ми е многу драго што имаме и нови дарители и млади дарители. Радува фактот што се поголем број млади луѓе се вклучуваат во крводарителските акции. Во средното стручно Димитрија Чуповски на последно одржаната биле собрани вкупно 27 крвни единици. 26 пак Институтот обезбеди од крводарителската акција во средното економско Јовче Тесличков. Во гимназијата Кочо Рацин, крводарителската акција беше реализирана во вторникот и на истата се собрани вкупно 23 крвни единици. И овде најголем дел од дарителите, односно 19 мина, за прв пат дарувале крв. Крводарителските акции ги организираше Институтот за трансфузиона медицина во соработка со општинската организација на Црвениот крст.